Не сме ни малку заштитени. Бараме да бидеме прегледани, но се уште не сме. Работиме иако немаме услови за работа. Лоша е состојбата на бродот, ама ние, фала Богу, сме добри. Вака, ексклузивно за Алфа, сведочи велешанката Стефани Панова, една од тројцата македонци заробени на крузерот Diamond Princess, закотвен во Јокохама. Од опрема имаме само маска и ракавици, кои не се баш квалитетни, а сето тоа не е доволно за да се заштитиме од коронавирусот. Бараме да не прегледаат, но ни велат дека немало потреба. Само не скенираа за дали го имаме првиот симптом, покачена температура. Не загрижува тоа што имаме допир со гостите, а тоа е опасно за нас. Алфа контактираше и со уште еден од македонците вработени на крузерот, кој во последен момент одлучи да остане анонимен. Тој е загрижен за својата судбина, но сепак повикува на смиреност. Останува трпение, смирение и силна вера за да помине ова искушение. Не се предаваме, се држиме цврсто. Загриженоста расте и кај најблиските на тројцата македонци. Сестрата на една од нив се жали дека грижата била посветена само на оние кои се заразени. Секојдневно се слушаме. Нормално дека сме загрижени. Сепак вирусот се пренесува многу брзо и е опасен. Се надевам дека се ќе помине во најдобар ред и со нетрпение чекам да се врати. Вели за Алфа, роднина на велешанката Панова. Додека информациите за состојбата на македонските државјани се прелеваат на социјалните мрежи, МНР по 5 дена се огласи за нивната здравствена состојба. Тврдат дека никој од македонците таму не побарале помош од Министерството, иако луѓето преку сите медиуми очајно сакаат да се поврзат и спасат. Само Алфа 2 пати се обидуваше преку портпаролот да добие информации. Станува збор за двајца мажи и една жена, членови на екипажот и се наоѓаат во добра здравствена состојба. На крузерот Diamond Princess се вработени повеќе од 1000 луѓе од 56 земји. Голем дел се од земјите од регионот. Бродот е ставен во карантин до 19 февруари. До тогаш, судбината на патниците и екипажот останува неизвестна. Во меѓувреме денеска откриени се нови 60 заразени луѓе, со тоа вкупниот број на заболени од коронавирус на крузерот се искачи на 130. А уште со поголема брзина овој вирус се шири во Кина, како и во остатокот на светот. Бројот на починати досега порасна на 908 лица.